На почетокот му благодарам на митрополитот Крушевско Демирхисарски господин Јован на поканата денес литургиски да заедничариме, а на сите вам ви го пренесувам благословот на архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Највозљубени, и денешното Евангелие со односот на човекот го навестува тоа, и сите сме свесни дека тој термин е присутен секојдневно во нашите животи, затоа заради полнозначноста и застапеноста на терминот да видиме дали така како што е присутен денес, бил присутен и во времето на светите седмочисленици и светиот великомаченик Пантелемон, кој денес ги празнуваме. Значи, дали и тогаш бил присутен терминот религија? Одговорот е недвосмислено јасен. Без друго дека бил присутен, го среќаваме и во текстот на Новиот Завет, во неговиот елински еквивалент трискија, но тогаш имал сосема поинакво значење. Тогаш овој термин означувал еден автентичен литургиски живот, една жива литургиска заедница. Се добива впечаток дека неговото значење денес повеќе натежнува кон идеологија, кон идеолошки систем. За жал, некои луѓе, дури под црквата, која што е мистична во Христа заедница, и денес подразбираат еден систем какви што среќаваме, например, во касарните. На црквата гледаат како на касарна. Одредени современи мислители, за да ја илустрираат религијата како идеологија, се ползуваат со на сите вам познатиот пример дека во авион кој што поминува низ страшни и силни турбуленции нема атеисти. Но таквиот однос представува еден поданички, би рекле, однос кон некакво абстрактно врховно битие, а во ниту еден случај не подразбира синовски однос со личносниот Бог Света Тројца во конкретна литургиска заедница. Затоа немал број современи теолози велат дека за многу луѓе кои што се интересираат, па дури и за мнозина православни христијани, православното христијанство останува суштински непознато, затоа што луѓето, не сите и никогаш не генерализираме кога зборуваме, но луѓето во голема мера го изгубија поточно речено светото изненадување, светиот восхит пред непобитниот факт на воплотувањето на Логосот Божји и од тоа произлегувачката комплетно нова стварност, во која што на човештвото му се отворени широките хоризонти. Тесните хоризонти сите ги знаеме.
распространетите лекови за смирување, кои што само навидум ги отклонуваат симптомите, но не и коренот на проблемот. Автодеструктивната љубов на модерниот човек, кој што не е способен да гради заедница. Поразителни се податоците. Младите луѓе можат многу лесно без другиот, но никако не можат без интернет. Погрешното толкување на слободата. Под слобода се подразбира дека може човек да вози брзо, без да разбере дека тоа значи робство на непреобразена енергија. И да не набројувам еден куп претесни хоризонти кои што на сите ни се познати, кои што никако не можат да бидат преобразени со идеолошки систем, со касарна, туку единствено со премостување на онтолошката провалија помеѓу нетрулежниот и трулежното, помеѓу несоздадениот и создаденото. И од тука, доколку е возможно, а возможно е, човекот да стане еден Бог, се разбира, како што велат оците, не по суштина, туку еден малечок од калта Бог по нестворена енергија, по благодат да постане Син Божји и ќерка Божја, а не да биде роб. Да се биде син и да се биде ќерка не зависи само од нашите сили, туку од оној кој што заради нас ја премости спомнатата онтолошка провалија. Значи, тоа е нешто што ја надминува човековата природа. Така, човекот бива восиновен од Отецот преку благодата на Духот Свети во Синот. И на тој начин човекот се покажува действително, како рековме, син и ќерка Божја. И тоа е над неговата природа. Човекот не може, бидејќи е создаден од небитие, не може самиот да се восинови себе си. Очигледно тоа е дело на саможртвената и апсолутна љубов. Тоа што човекот сам од себе може да го направи, го видовме кај Платон и неговата философија, и философиите и религиските системи кои што се повлијаени од неговата философија. Познато ви е во Симпосион, Платон вели Θεός де анθρωπο ου μίγνηται. Бог со човекот не се меша. И тука завршува се. Но дали Бог би бил семоќен ако не може да влезе во историјата? Дали Бог би бил семоќен ако не може да умре и воскресне? Се разбира, нашиот Бог е моќен да влезе во историјата и да го направи токму тоа што е непоимливо за човековата логика. Затоа Тертулијан ќе ја изговори таа негова позната изрека «Credo quia absurdum est». Верувам зашто е абсурдно. Зошто би верувал во нешто што може лесно да биде сместено во кутивчето на ограничената човекова логика. Значи, доаѓаме до моментот кога можеме да го поставиме прашањето зошто го говориме сето ова. Затоа што за мноштво словенски народи, светите седмочисленици, низ личен опит ја проникнаа сферата на
трулежното во која што пребива човекот со сферата Божја и на нивната вера дека Христос е Господ и дека црквата не е идеологија, се гради црквата, која што не е само цигли и малтер, туку е една конкретна литургиска заедница во која што се покажува дека човекот не е само стерилна, апсолутна биолошка детерминираност, како што некои во духовното слепило сакаат да го представат. Духовното слепило кај мнозина се крие зад помислите, но тоа е тешко понекогаш за човекот да го свати. Затоа теологијата обрнува големо внимание на тоа што на човекот му влегува во умот и во срцето и што излегува од умот и од срцето. Мнозина луѓе заради помислите развиваат чувство на вина, која што може да доведе до опасни душевни пореметувања, затоа што се поистоветуваат со помислите, разни помисли на завист, нанесување неправда на некого. И некако тешко разбираат дека помислата сама по себе не е промашување, бидејќи човекот не може да ја контролира, така како што не може да го контролира ветрот кога дува, каде ќе дува, или како ќе му ја пафта облеката. Помислата станува промашување тогаш кога човекот ќе се задлабочи во разговор со неа, тогаш кога ќе ја усвои во своето срце, тогаш кога ќе остане со неа, тогаш кога помислата ќе почне да му го определува идентитетот на човекот. Затоа православната теологија настојува колку што е возможно човекот да произведува, да се изразам така, афирмативни помисли, помисли полни со жизна радост, помисли полни со надеж. Затоа се навраќам по кој знае кој пат на учењето на светиот Порфири Кавсокаливит, кој што вели дека не треба да го потрошиме животот во тоа да ја изгониме темнината од нашите животи. Возможно е да не успееме, туку треба да се трудиме и да видиме како ќе произведеме светлина. Значи, не треба да ја изгонуваме темнината, туку треба да пуштаме светлина, затоа што темнината нема онтологија, таа е отсуство на светлина. Уште еден битен момент и привршувам. Господ го љуби човекот без претходно да му поставува било какви услови. Човекот е создаден од небитие и сега што прави човекот? Човекот почнува на Бога да му припишува разни психолошки одлики, дека Господ се нервира, дека Господ се лути. И сега доаѓаме до еден опасен момент, кога гледате дека човекот денес создава еден Бог по човечки образ и подобие. Но нашиот Бог не е таков. Нашиот Бог во полнота ја излева сончевата светлина и за праведните, и за неправедните. Нашиот Бог нема љубов, затоа што самиот Он е љубов. Промашувањето на човекот не му наштетува на Бога, туку му наштетува на човекот, а Божјата благодат е постојано присутна и секогаш се излева, затоа што доколку не би била присутна, светот би престанал да постои. Значи,
да се избавиме и да се избавуваме постојано од духовното слепило и по молитвите на светите седмочисленици кои што денес ги празнуваме, постојано да се накалемуваме на благодата Божја, за така да се покажеме и да се покажуваме секогаш една деидеологизирана, охристовена заедница. Да се покажуваме жизнерадосно постоење, автентични личности на воскреснатиот Христос во Бога Отца преку несоздадената благодат на Духот Свети, сега и секогаш и во вековите на вековите. Амин. Истова